Здраво на сите. Денеска пак и не успеа да дојде да го започне денешниот подкаст, затоа што е на одмор, па јас и мојот пријател Мандар денеска не ми е гостин, затоа што требаше ние да бидеме гости, ама таа е професионалноста на Паки. Ке ви одговориме прашања кои што вие ги постававте на социјалните мрежи, со оглед на тоа дека Паки прави подкаст за здрава храна и за вежбањето стручност нула. Еве ние како вистински стручњаци и експерти на оваа тема ќе објасниме. Мандар, едно од прашањата е дали е подобро да користиш креатин? Јас со керозин сум поиша. А не беше исто? Извини. Тука е. Од Мадагаскар или од Јамајка? А не, од Киншаса земја. Кај од Демократска република Конго малку погоре, од Централна Афричка република. Тоа беше во Ново Лисиче кај паркинг. Тука е кај ова што е сендвичара. Добро. Драги гледачи, Марија требаше исто така да биде тука. Марија патувала за некоја Индија таму. Многу било чисто, ќе земало некој примерок како да го изчистиме ние градот. Кога сме више кај Индија, водата чистова, таму се пие од реките водата и се добива надчовечка сила. Си го гледал Спајдермен? Кога те касне тоа со радиацијата? Таков стануваш ако се напиеш од таму. Со маската ше. Да, Со црниот можеш и без костюм, маска ако сакаш, само тоа мреши се ставаат ночите. Тоа беа дел од прашањата, а вие ќе можете да ги поставите останатите прашања на социјалните мрежи на Адастра. Велат дека јутубот има доста негативно влијание врз младите, па можеби и врз постарите, но можеби и врз никого. Индивидуално е, релативно е, се зависи што гледаме, кого пратиме, кого следиме и колку време поминуваме пред компјутери или пред телефон. Меѓутоа, денеска имаме ни двајца специјални гости на таа тема, јутубери, кои што верувам дека не треба ни многу да ги представувам. Они се еден добар, најдобар пример како треба да се води тој канал и тој профил и тие социјални мрежи. One and only, ladies and gentlemen, to jest two and only, Стефан and Мандар. Welcome. Фала. Здраво, Паки. Здраво, екипа. Добре те најдовме. Јас на почетокот да ви кажам да му ставите лайк и subscribe. Многу беше на тебе. Него тера јутуберски некако. На тебе, лайк, subscribe, share, све тоа. Да. Но ми е кеф што почна подкаст, брат. Голем поздрав до сите гледачи. Голем поздрав до Адастра. Ке пиеме сокчиња. Ајде, олма на здраве да направиме. За здравје. Ајде, чекај да трне суба. Ајде, за многу години. Фала ти што не викна и се надевам дека ќе направиме муабет. Фала ти за зубавата најава. И да ти го пофалиме студиото, дека ти е сериозно многу добро направено. Мене ми се свиѓа на пример телевизоров што е волкав. Колку инчен ти е? Да си купиш по-убав, брат. Чекај, инчи е, тоа е релативно. Тоа америчка работа. Колку сме ние пример или сме или не сме, мислам дека е добра тема, ќе имаме прилика да збориме баш на таа тема денеска повеќе. Да, дечки, фала што дојдовте пред се. Иначе, интрото е скромно кажано за вас, реално. Вие поместите стандарди и бројки, не само бројки како бројки, туку содржина, квалитет и повикавте и сплотивте народ од различни возрасти, различни бои, националности, споивте во едно и искористите, мислам дека и уште ја користите, тек допрва ќе ја користите платформата за квалитетни нешта. Како што кажав, нели, може да е токсичен јутубот, може да е квалитетен, се зависи што гледаме, што пратиме. Сами го може правиме. да се види, да, кај вас може да се види исклучиво љубов кон патриотизмот, екологија, тоа тазе тема ќе спомнеме. Самосвест, еколошка самосвест. Да, општествена одговорност, многу спорт, може да се види кај вас екстремни кариерни достигнувања, физички достигнувања, изгледате двајцата прекрасно, затоа и сте вечерва тука. Не за џабе, не само ради бројките јутубот, него имате голема поврзаност со спорт, имате големо влијание кон младите за тоа како треба да живеат, што треба да прават, како да јадат, како да го организираат денот. Бидејќи живееме во свет полн со изговори, како не може да се стигне временски, како нема пари, се нема енергија за нешто, а вие сте класичен пример како може да се постигне се. Види, мислам дека е добро тоа што знаеме да покажеме на социјалните мрежи понекогаш и алкохол, понекогаш и како јадеме брза храна, но реално гледајќи го Мандар, гледајќи ме мене, се гледа дека спортуваме, дека се бавиме со фитнес, со здрав начин на живот и понекогаш на човекот ќе му покажеш дека сепак балансот е битен и дека
Да, ти си реткост. Ти си стварно многу 1%. 1% од Да. луѓето што си посветен 200% на тоа што го правиш. И ние реално опфаќаме една таргет група која што исто така вежбано знае во петок навечер по некогаш да се напие. Затоа на секој суплемент ти пише, нели, балансирана исхрана. Целта е балансирана исхрана. Тоа е балансираната да, исхрана. Не можеш, мислам, ти убаво кажа Стефан, тоа е 1%, брат, тоа е више и многу тешко психички да се достигне што Мене го ми е правиш. тоа работа и професија и не се ставам во онаа група на луѓе маса општа што треба тоа да го прави. Ја на сите кажувам дека тоа што го постигнувам го правам со не секојдневни рутини, не е нешто класично што го промовирам дека мора секој да го прави. Сум екстремен, али промовирам баланс, како Ти што кажа. твоето е тотална посветеност на Да. кон тоа. Да, Не да. е баланс, Ние- тоа не е Не, баланс. вашиот брат. баланс, викам, треба да се промовира. Ние имаме таа посветеност повеќе во нашите правци што ги правиме и ние сме, да речеме, all in во својата струка. Меѓутоа, еве, ја искрено сакам да ги поздравам Адастра од срце, што ќе ни го поддржа тој цел пат годинава и некако многу се измотивирав летово и во Охрид направивме, нели, добар хајп и некако ја чувствувам дека сите коцки, барем за мене, во мојот начин на функционирање ги имам наместено да си одат до вистински правец, освен фитнесот. Затоа што фитнесот си бара, нели, понекогаш и 100% посветено за да дојдеш до резултати вистински, па тој баланс што го збориме да се случува многу ретко за и да не ти влијае на самиот тек на настаните, кај мене поради стрес, обврски, оправдувања, кој што би рекле фитнес тренерите, знаев понекогаш да излезам од линијата, ама еве со Адастра, со нивните производи, веќе 2 недели сум турбо. Да, ама вие двајца сте прво изгледате многу добро за јутубери, а па и за тренери. Од аспект на тренерство, реално вие изгледате подобро од А јас, повеќето. мандар е машина, брат, реално. Па баш и за него сакам да кажам Фала. изгледаш брат. Ти ако не ме пофалиш, подобро од еве ја, договорени сме да те пофалиме. Не замоли Стефан. ова ќе ме гураат, нешто ново ќе има изгледа. Реално изгледаш подобро од повеќето тренери. Е сега дали си посветен колку нив, дали имаш генетика, дали тоа се други фактори, али битно изгледаш пример и репер си како треба да изгледа млад човек, па и постар. Едно ќе ти кажам. Две кажи. Мене и две ќе ти кажам. Никогаш не е била целта изглед, можеби некогаш сум почнал со вежбање ради, нели, само доверба, како и секое машко, нормално е. Меѓутоа ја 20 години, еве нека не се 20, 18 години више вежбам, значи од некои 12 години почнавме со паркур, натака, нака, едно друго и мене ми е више тоа влезено, како да кажам, подолго време вежбам него што сум жив, мислам. Животна рутина. Него тоа што памтам за мене. Така што машина. Вајде тоа доаѓа со текот на време, оти 20 години се скоро. Константноста ти изградила, да. Брат, за склекови сум машина, ако така гледаме, меѓутоа ако гледаме за бодибилдинг, нели, секој со своето. Ја мислам дека у мојот Не домен се слагам со тебе. ради тоа што константно сум го правил 18 години, па Имаше да- фаза мандар, лани или прехлани, Па не ради знам. паки беше. Сакаше да накачи мускулна маса. Да, па нели работи. Јас се Со сеќавам паки дека работе. дигаше бенч 130 кила. Така? Со Да, паки дигнав 160 и го сирав 160 рамото. кила, 160 кила многу битно без стероиди. Значи без никаква поддршка од аспект на хемија. Не, добро, кај мене друго беше, јас никош тоа сакав да се надоврзам, никош не сум ни сакал да бидам бодибилдер, ја тоа нели со функционални тренинзи, стварите што сум ги правил сам, нели сакав да бидам војник и така натака, довело до тоа да моите тренинзи придонесат да бидат, односно да бидат такви, не знам како да бидам Функционални. секојдневно функционален, не знам да како не ти го треба објаснам. класична теретана за да Да, изгледаш некоја да, значи некоја можам да извежбам се и рутина. ќошон дека и тоа да биде добар тренинг. Топ. Али знаеш што сакав да кажам за тебе? Памтам лани беше тоа или прехвани кога работевме. Преклани. Твојата почетна форма со која што започнавме беше предобра база. Значи не сме почнале ни од нула, па и да градиме За тело базата одново. зборам, тоа се ти Твојата 18 база години. Не е тоа на среќа, не постои такво нешто на среќа да ја добиеш пред Генетика, твојата. брат. Генетика, среќа, тоа во спортот го нема. Па ни во кариерата, освен ако ти упали некој бинго. Али реално ова е сработено како челикот што се гради кали полека, така и твоето нема ништо на среќа, многу храна, многу години, али без константноста тука џабе е некоја екстремна дисциплина во одреден Да те период. поправам Многу за години. храната. Некам да се поправам добар. Да те поправам за 87 храната. кила, не ме поправи. Спомна пари изговори вамо таму. Јас кога почнав со вежбање, ајде првите 2-3 години паркур беше, не беа склекови и така натака. Меѓутоа кога почнав со нели склекови и така натака, нели функционални трензи, мојата исхрана се состоеше од ја немав пари буквално за леп по тој период. Значи тоа се состоеше од манџичка некоја да сркнеш поише Да, на тоа вода остало, него нема на леп, месо нема и леп. така натака. Генетика топ.
Така што, па не би рекол генетика, само бев толку многу упорен што едноставно не ме интересираше дали гладен ќе вежбам, дали сит ќе вежбам, ваков, таков, онаков. Јас се направив сајла првите неколку години, ти знаеш, не внесуваш толку многу калории, немаш тренираш протеинска брутално. ова, да, и се правиш сајла, се правиш дрво. Да. Арно, ама ете, најверојатно тоа ја направи па базава да Тоа е, изгледам тоа е. така. Тоа е, Вајд, кај не знам. тројцата е тоа. Ти со фудбал, он со функционални, ја фудбал и фитнес, како што кажав, нема на среќа, ништо. А на пример, еве ме интересира твоите почетоци со спорт, не со фудбал, со градење на тело, дали е функционални или фитнес. Од што започнале тие први моменти? Која е причината? Дали некои комплекси скриени, пример кај мене имаше нормално како ге секој, некој скриен комплекс, недостаток психолошки, несигурност, ја бев преслаб, бев скини фет. Ти исто, без брат, мускули, тачно знам што ми и извади. беше срам да се соблечам на плажа. И тој срам ме поттикна да превземам нешто. Јас друга приказна Кај имам. тебе Реално, како кај беше? мене беше депресија, тогаш се повредив со фудбалот. Јас Зборим пред колку години? Ова. имав 17 години. Значи, пред 17 години јас воопшто никогаш нема влезено во теретана. Значи, со младинските категории во Македонија со фудбалот, реално ти никогаш не влагаш во теретана. Сме имале ние вежби што ги правиме на склекови, стомачни и така натаму, меѓутоа кога влегов во првиот тим на работнички, тогаш прв пат почнав да вежбам во теретана некои вежби, како се викаат, кружни тренинзи, значи не тежински Кондициски, па и тие кондициски, функционални, повеќе да. функционални, така да ги наречеме. За Со тоа што експлозивност. немав среќа, се поредив веднаш после 4 месеци од кога почнав со прв тим. Имав еден период на нели на лежење дома, да треба да се вратиш во форма, и тука прв пат ми предложија мене да правам некои вежби за нозете, за Превентивно. коленото превентивно. Меѓутоа ми се полнеше со вода коленото, па морав да прекинам. И реално моите први почетоци во теретана се кога прекинав да играм фудбал. Значи имав еден период депресивен, сериозна депресија. Значи сум изгубил нешто што сум го правил 11 години, баш во момент кога требало да биде. Нели сум зборел и за репрезентации, и за работнички во тие години. Стварно имаше чест беше да се биде дел од таа екипа на работнички. Еве ќе ги спомнам Дарко Велковски кој што е репрезентативец, Кире Ристевски кој што е репрезентативец, Милан Илиевски, Таа генерација беше. таа генерација, значи Ѓоко Зајков сега што игра, значи ја бев четвртиот, петиот штопер, помлад од сите. Значи беше многу тешко да се влезе во тој тим и поради таа депресивна фаза мене искрено ми фалеше спортска активност, ми фалеше тренингот. Значи ја не влегов поради комплекси или желба да бидам позгоден за девојки, јас влегов за да си Поради го потреба. пополнам времето. Фан факт, ја на пример влегов у вежбањо, спомнав дека сум почнал со паркур. Дали се сеќавате, двајца да сте доволно возрастни, Never Back Down филмот. Да, Да, бе, како како не. Тој период имав, кога сум бил втора средно, така нешто. Имав една девојка што ми раскида ме остаи. Со Джейсон Статум да не беше? Нема некои познати глумци у филмот. Со Ѓорги Голов. Але со ММ нешто се тепаат. Мотивацијска Да, да, Значи, готово. Да. Како Undisputed таа верзија беше. Нешто. Сега long story short, ме остава ова. Тој филм тогаш е, нели, актуелен и има некоја таква прича, знаеш, се враќа камбек, повратак, джедаја се дешаваат. И викам, кога ова, а стварно тогаш нели скини што викаш ти, бев коска и кожа, а нели амбициите ми беа да бидам војник и така натака, више тука се кршеше, мора више почнам со вежбање едно друго и катализаторот беше ме остава ова, ја викам сега Ти ќе не видиш, тука. сега ќе видиш клекој баскет, клекој Многу баскет. почнале така. Па не И тоа, јас братанката за вежбање најчесто кај машките е таква. Да. Девојка. Гледај, избери си ја својата мотивација и почни Сте ги да правило. гледале ние видеа на кој ќе раскине некој дечко и слика од 20 Welcome души to the теретана. gym. Welcome to the gym. Ја брат, уствари тоа сакав да го докажам, влегам во теретана и кај мене се случи веднаш огромен раст на мускулна маса. Значи јас за 6 месеци качив околу 15 кила. Значи тоа е тој прв момент, нели тестостерон ти на 17 години имаш пукаш. Со тоа што тогаш се сеќавам прв пат билдерски вежби, значи дигав, дојав до 100 примало кила телото. бенч, многу вежбав. Да речеме за 9 месеци, ајде да не претерам, 6 за 9 месеци сум качил 15 кила, од кои што мускул би било 5 кила да речеме. Нека се пова. Јадев кило шпагети, се сеќавам, се вработив и како фитнес. Не ја практикувајте оваа диета. Може. Од негово искуство. Да, ова е моје искуство Кило на шпагети. почеток за накачување на мускулна маса. Значи во Capital Fitness ме вработив, се надам окей со брендовиве. Да. По теретана, не е тоа фитнес терен, туку ги собирав тежините, нешто добро, влагаш во помага. фитнес светот, да. Значи, Ама гледаш. таа ми беше приликата, тука Чирекс. веќе имав 18 години. Кило шпагети си правев, значи дома станував јајца, тоа што ќе јадеш 5-6 јајца, ове стандард ќе направиш со гейнер пиев, тие беа почетоците.
кило шпагети. Се симна овде на да се земам шарски 3, се сеќавам ги сечев на мали парчиња, имав едно големо такво, како се вика пластично. Шерпа. Пластично. Ја сецкав целата сите 3 шарски како помали парчиња, кило шпагети и купав татар сос. Леле. Толку. си Ќе го го нашол измешаш, рецептот. ќе го измешаш, ама и сладко е. Иначе јас сум јадел колку ќе му дое тоа, 3 шарски да речеме по 250 грама, значи јас сум јадел 750 грама месо. И 700 хидрати од кило. Брат, он бил добар, значи ти си имал пари за да се храниш така како што буџалан, треба. Мене 300 сум денари немал- дневно е на тоа. кој 300 денари, јас знаеш што ми Јас беше сум мене немал за гейнерот. конзерва туна, Друже, сериозно. Гейнер е 100 евра, бе, не заебај. Што ти е на Па тебе? работе во Капитал Тој цела плата. Платата ми беше 13.000 денари. Цела за суплементи за Да, месо. да. Си имам такви искуства. Мене Сите, генерот сите, ми беше орис, брат, напред денеска 2-3 кило орис и срка ги цел ден. Тоа беше. Да, не, желбата кога ќе издоминира, нема изговори, тоа Мене е беше факт. тоа, ама види, јас се вработил тогаш и почнаш да влегуваш во самиот спорт и ги запознаваш луѓето, стекнаш кажи, искуство и ова е многу битно да го сватат младите деца кои што почнуваат на почетокот, не се битни парите во ниеден момент кога стекнуваш искуство, не само за фитнес. Значи ти стекнуваш нешто што не се купува со пари, туку мораш да го почнеш патот, да ги видиш грешките, оние млади сипаници, ги вика, мораш да ги поминеш за да И его сватиш. лифтинготи Да, си да, да ти Прв е пат се работа. прв пат купив приоркаут, прв пат протеин, па те пецка телото, па се што е ова? Прашуваш тука искуства собираш. Искуства. се И плашиш, пред да, сега се да. заљубив во фитнесот и сакав да се надпреварувам. Сакав да излезам на менс физик. Менс физик. Да. Имаш ти таква градна Сакав, физикус сакав. за таа Менс физик. дисциплина. Сакав менс физик, дојдов до 107 кила без стероиди. Значи, стриктно вежбање на... Лажеш ти креатин си користил. Е така и се создал база фитнаш. Можеби краток временски период, али твојата подлога историја во детството од фудбал, активност, премногу крв, кислород у мускулите. Па гледај, и фудбалот не е така најден спорт, иако нема класичните жини, имаш принтови кои што градат нозе, струк. Бе, како не, Така да таа естетика и градба е самата спортска таму започната. дисциплина, значи го губиш фудбалот, Да. ја губиш рутината и одеднаш кога ти се враќа рутината со тоа што правиш 2 тренинга на ден, ти не можеш со 2 тренинга со таква храна, со буташ едноставно, јадеш. Се сеќавам правев 2 кила ослич, ми беше многу јако пошто раката ми беше 47 сантима тогаш. Се палиш тука. И го гледав Джеф Сейт и целата екипа тогаш беше актуелно. Да, Си Джеф. пуштав дома музика. Само и доверба, влагаш стварно во влегов во филмот на бодибилдингот. Е, тука сам да кажам, многу е битно човек да си влезе у филм. Филмот Значи е некој филмот. го хете тој момент, ама тоа е пресудно. Јас на пример влагајќи у филм, почнав да се надпреварувам. Знаеш кога си правиш филм дека не може никој да те победи, дека ти си one and only и таа самодоверба дури и да е фейк, малце претерана, пали во многу бранши. Shake it till you make it, тоа не Да, го кажале Нема онак. фейк, не јас- постои фейк. Не можеш ти да фейкаш Не, само мислам, доверба. Не, сакам да Ти кажам, можеш кон себе, твоето можеш за доживување- другите да мислиш Може би дека некојаш е има повисоко мислење за себе него што е доживувањето да ти е навистина. екстремно висока, друга, а да не си. Нормално е, па како да нема. Ама Да, така се пример, стварат резултати. Јас си направив тежок филм дека сум Рони Колман од старт и така се доживував. Не се однесував Ајде да видам така. колку разбирате вакво. Кои се двата клучни збора во бодибилдингот? 3, 2, 1. Стеки Орис. Баре. Добра, јас немам, wait, ја немам baby. врска со бодибилдинг, брат, мене не ме И сакам прашај. да кажам, филмот што си го направив, со мојата тогашна финансиска состојба беа ден и ноќ. А за тој филм да се оствари ми треба многу пари. Али си го остварив ради тој мајндсет челичен, реално, пошто спомнавме изговори финансии, првиот надпревар, првите припреми, 2009 година ми беа со плата од ни помалку ни повеќе 11.000 денари. Факт е дека у тоа време вредеа како сега можеби двојно, Као ама 18. пак премалце, да, како 18. Што вределе бе. Али не памтам се дека вреде, таа ама- плата како што е зимав, сега не го препорачувам за секој, пошто ја го работев тоа, планирав да го работам, платата е зимав, 11.000, 6.000 плаќав 2 пакети ослич, од најружниот ослич, најмирисливиот да, и да. Не најефтиниот. беше на шминка нич. Како? Не беше на шминка нич, паружен. Грден. Да, да. Беше онака крут. На мајка ми дома да пече и орис со останатите и една канта протеин што ми беше како спонзорство. Поклон ми беше. И тоа ми извади. Значи, И генерално, сите сме со малтене тука истите финанси, точката А, така, истата да, нулта. да. Тоа не е ни нула точка, брат, тоа Не е е ни минус, нула. ти знаеш што е со да речеме 11, 12, 15.000 денари, нега се пола да ги двоиш за Али не ме себе, депресирало тоа. Па Само нема што го те гледав депресира, парето, работиш на титулата случај. и кога освоив си викам, аха, чекава функционирало, значи на база на дисциплина. Па дај до година со поеќе буџет, па втор спонзор, трет, па повеќе заработки и веќе сваќам дека има смисла се тоа, како јутубот. Правиш, колку беше првото видео, колку бројки имаше, прв пат кога пушти Добар влог. беше, не беше. 2000? Кај мене, кај јас Он почнав пукна од одма, старт. Одма, брат.
Првата бројка, првото видео, пример. 10 видео за ден имав. Да, најакото му беше тоа видео. Ама чеки уствари. претходно каде створи база на Инстаграм? На па види телевизија, малку TikTok, малку не бев Ма нов немаше кога тогаш TikTok, бе, брате, ли имаш? Јас бев, ова е интересно, јас бев еден од првите тиктокери во оваа држава. Ева, не го Јас сум знаем. Ексклузивно. Јас сум првиот во Македонија што стигна до 30.000 followers. Значи, ја работев во телевизија, се деси короната, ми беше досадно на телевизија внутринска, не ми се тераше политички теми, беа избори, и што да правам, ќе правам TikTok профил и почнам да снимам, да ги видиш денеска видеата. Да отидеме на камени со глава директ доле за да ми се опре нешто да што ми мајка ти кажу. И кога почнав беше од старт, ама не е тоа битно. Ја кога би утре дај Боже едве чекам да имам деца. На 18 години како родител е најпогрешно да му ги удоволиш сите работи на еден млад човек, Ќе му поготово утепаш кога станува амбицијата. збор за вежбање. Да. Значи, за да бидеш ти успешен во спортот, во овој свет, мораш да ја осетиш малце таа тежина на целиот спорт. Што значи да станеш сам да сготвиш, не мајка ти? Што значи сам да си приготвиш оброк? Што значи сам да и дојдеш да до немаш теретана пешки некогаш? Значи се пита, човек, ја живеев во центар, одев на работа, рутината ми беше, станав се бајле во 8, готвев, морав да јадам прв оброк до 9, 10, во 12 до 1 ми беше вториот оброк, во 1:30 тргав од центар до аеродром пешки, во 3 почињав со работа, трет оброк во 5, четврт оброк во 7, пет оброк во 9, во 9:15 вежбав до 11, беше работното време во Капитал, и последниот оброк, шестиот оброк, гадев дома, тргав во 11:05 додека да ги кренеме тежиниве, јас бев дома да речеме 12:15, 12:20. И тоа го правев 9 месеци. 9 месеци. Епа и така да е базата. И тоа е тоа, значи ти цело време, ти како војник си. Ја до пред 3-4 години рачунај кола немав, тоа југото што ми беше претходно, пред 3 години сум немал кола, брат, се што правев пешки. Сум вежбал да речеме еден месец сум имал пари или ми испаднал у Капитол, трчав од дома до Капитол, нели на тренинг вежбам па трчам назад. Или идев имаш една Strong Gym се викаше, со Андреј Мечката Знам, на времето да, ти да, текнувам да, дека не. Гоце беше таа, така беше? Strong Gym во Не, Кузман. како беше? Да, у Кузман. Кај Јосиф Така, Ростан, да. Леле, брат, Кај таму Леđa, како кај Аце. спомени. Да, брат, тоа е 2 на 2 теретана доле, ама таму излегле пола и бере, пола специјална излезе. Има убав дух, не ти треба посебна опрема. Али сам значи, да кажам, па не, мене не ми требало опрема, само ми требало кај да се скријам негдека и ки идеш. Таму имаше еден ќош за кросфит, тоа беше буквално ќош, имаше, не знам, тркалце, не знам што имаше таму. Има ли нешто поубаво да завршиш со теретана на вечер, да си ставиш слушалки, да си одиш пешки дома и да слушаш музика, лепота. брат. Лепота. Изморе, Тоа си тие мали јакота. нешто кои што си наоѓаш вредност. И значи сите оправдувања што би ги имале за почеток, немам пари, немам кола, немам со што да идам по Губиш се теретана, далеку ми е, све паѓа во вода ако има жал. Мене сите креативности и идеи ми се токму тоа што го кажа. После теретана или на кеј, сам, исклучио сам, слушалката, дури да нема музика, креативност ми се отвара невидно. А например во гужва, во хаос, немам таа креативност. У гужва сум глуп. Неколку пати сум вежбал така по 2-3 месеци у теретани, например Strong Gym Capital, ваму поише биле. Кога сум имал така со некој друштво, да речеме, да ми прави, не сум имал такви резултати како кога сум вежбал сам, не знам, надвор на кеј. Апсолутно. Едноставно не можам да вежбам со Па луѓе. сега да го тргнеме тој таа заблуда што викаат немам друштво за фитнес, не тоа можам не да ми мора, си бе. сам е лепот. Некогаш сум се плашел да идам сам, да речеме, затоа и сум идел, сум се плашел, нели? Затоа и сум барал, нели, друштво, па некој да ме гурне да идам, ме сваќаш, ајде веќе идеме. Понекогаш сум сватил дека сам ми е Нема дефинитивно поголема најбаш. терапија од фитнесот, од здравиот начин на исхрана, суплементи кои користиш. Едноставно, кога ќе си го фатиш ритамот на целиот тој процес, моментот на само вежбање, значи сам со себе кога си вежбаш. Ја например сум сменил теретанот кога почнав со YouTube да се бавам, кога почна да ме препознаваат. Така се повлеков ја од Капитал. Значи имаше момент каде што Немаш мир. цените се малку подостапни и тука има млади деца кои што вежбаат и ме гледаат на YouTube. Немаш мир. Цело време. И сега ја никогаш не сум одбил да се сликам, мислам никогаш. Реално никогаш. Ама напорно ти е на тренинг, сакаш време Ама за немаш да извежбаш. Не за вежбањето. Тоа ти е време за себе. таму. Денеска ми е тоа време за себе. Не, Значи така. јас затоа и денеска, на пример, не одам навечер во теретано, одам од сабајле кога има помалку луѓе. Не сакам да вежбам во
како заедно, единствено ако сакаш да правиме кардио, да речеме бокс, па има неам нешто, скокање, трчање, тоа да, окей, ќе Ево трчаме, ме гледа пак и цело време шо правам кога сме у теретана, Кјосио не вежбаме заедно? Да, идеме у гледа, терет. Мандар доаѓа во може најдобрата теретана у Македонија, а не ги користи машините. Ништо, бре. Него си вежба с клекови, згибови, јаже, нешто така. Ама кај сум Тој пикнат дел. у ќошот кај шипките, значи никој ни да ме гледа ни да гледам. Да, Квалитетните машини што луѓето плаќаат исклучиво ради нив. Ја плаќам Ама да ти дам имаш мир. висок пари и даваш. Не, тоа Тоа више луѓето пари. многу Се, подценува тоа да се засакаш себе си доволно да не ти треба никој друг. Значи да можеш да си поменеш време сам со себе. Преубаво. Тоа е денеска и луксус на даден момент, поготоа ние со наша работа што работиме се цел ден со луѓе. Цел ден со јавност, сториња, Црпува, видеа, психички. мислења, кој те плукал, кој не те плукал, кој те поддржал. Остете ме саат, типол буквално, мислам остете ме. Сам си се оставам. Ама не, стварно, не е Сакам, тоа. Пречи и другарот, значи. Абе, Ја и ти не сите правиме ми многу пречале, многу бре. теретана. Сите. Ако имаме некоја Може да се случи, моментална фала, ама, конверзација, брат, се слушаме. Ти ќе потврдиш, постручен си. А фокусот на тренинг е најбитен. Кога ќе влезеш 1 сат, абе да ја мислиш таа 7 серија. Два моабети и Седмо отиде. повторување. Да, да. Значи кога дигаш фокусот на кога дигаш правилно за да има добра контракција на мускул, за да направиш добар тренинг. Заврши ти после сат, крши глава што сакаш пре. Тоа Реално. го викаме mind muscle connection, тоа кога ќе поврзеш врската мозок мускул се менја. Тоа, Абе, брат, и самото тоа што си сам и што си вежбаш ти е терапија, ти имаш проблеми, така, додека вежбаш ти проблемите ги мислиш, не си приметил кога си направил 20 репетиции, Иван. Ти тоа си го направил у воздух некако, не знам, ако не си сам не можеш да го доживееш. А едно важно прашање на тема баш кога сме кај време, слободно време, неслободно, немање време, како менаџирате и балансирате, бе, пример, првен Стефан, толку многу обрски, гости во живо, пусти идеш, треба да се подготвиш за гостинот, да научиш за него, да спремиш прашања. Со сетирање на оброци, станување, легнување, знам дека ти си војник, стануваш рано, па и Мандар, како ги балансираш YouTube животот, храната, тренингот, време за Марта, време за себе. Види, Ти, извини, вие сте класичен пример, па и јас како не постојат изговори. Така е. Релативно, да бидам фер, кога почна подкастот, јас 50% намалив на вежбање и на здрава храна, затоа што поминав 3 години стварно стресни, постојано нешто се случуваше, да не се навраќам се на лоши ситуации, ми се случија многу. Меѓу другото, ситуацијата и со Зоки беше многу нестабилна, траеше премногу тоа, на крај за жал нели почина. И некако го изгубив искрен да бидам фокусот што го имав кон овој начин на живот. А пак тренираше. Јас тренирам сите 3 години. Тоа мора да се каже. Ама јас морам Извини, бидејќи луѓето ќе те сватат дека не вежбам. дека не вежбаш и дека си батале. Ти намали работата темпо е, само. работата е што јас си пак и пред Не, бе, изгубил мотивација само да се 6 вежбаш месеци со сила. пред подкастот да ми почне, ја направив најдобрата животна форма. Значи јас сум имал фокус таков војнички, што кажеш спортски. Јас сум бил 100%, не 50, не 90, 100. Јас сум намалил на 50. Јас сите овие 3 години се надевам и знам пак окей. Така да не кажам дека јас сум Брат, не ме квоце, бе. не сум Нека кажат од режија. не сум у таа форма што сум бил, меѓутоа не изгледам лошо, така Не, добро изгледа. за човек што се бави со водителство, не сум фитнес тренер. Немам видено вакви јутубери. јас. Сакам да кажам реално дека затоа и на почетокот спомнав единствена коцка од мојот мозаик, пошто сум милиарда посто посветен во тоа што го работам, е фитнесот. Затоа ја сумнав Адастра некако како бренд ми даде дополнителна мотивација изминативе И одговорност. 2 месеци и одговорност. Па не чувствувам толку голема одговорност кон народот. Народот не очекува од мене да бидам паки. Реално. Меѓутоа, јас си давам сега одговорност. Поминаа 3 години од подкастот и сега подкастот го владеа многу подобро. Видливо е тоа од почетокот. Некако поискусен сум и подобро можам да ги контролирам работите и едноставно е. Ако денот трае 24 сати, ако ти си станувал во 10 сабајле, само треба да станеш во 8 сабајле. И тие 2 сати што си ги искористил да ги доспиеш, сега нема да ги спиеш и ќе ги посветиш на себе и на своето тело и на своето здравје. Со самото тоа станување и продуктивноста што јас ја чувствувам, ево вие лошо е да кажам 2 недели. Реално го правам многу поише од овие 2 недели. Меѓутоа ајде овие 2 недели конечно повторно сум 100%. Тие 2 сати кога ќе ги завршиш, кога ќе дојде тој 10 сат, што ти си ги спиел, чувството на продуктивност е презадоволство најголемо. И што е поголемиот бенефит што ми го носи? Сега сум пофокусиран, едве чекам да имам вечерта подкаст, не сум уморен, помалку негативни мисли, се носиш со предизвиците, а претходно што ми се случувало, ќе заврши подкастот,
ќе спиеш до 10, дур станеш, те фати 10 и пол, мене 10 и 20 веќе ми звонат. Имам снимање, состанок, леле, кај ме бара се, ој, чекај. А ти ми звониш, ја веќе сум од 9 и пол со кардиото, јас сум продуктивен. Така да, мислам дека со Мандар сме дојдени више до фазата каде што вежбаме за здравје и за психичко здравје и за физичко, отколку за изглед. И преку тоа нас ни помага све друго Да, добро. изгледот си доаѓа како последица без да ја мислиш, позитивна Апсолутно. последица. Ти Апсолутно. брат плюс геймаш на вечер, тоа малце ти исцрпува повеќе. Многу, брат. Не знам колку сати вкупно си лайф. 3 до 4 Стримање. минимум. 3 до Пред 4. Тоа е екран. после полноќ или како? Па често е синоќа бев до 2 некаде по До 2 полноќ. Да, и треба рачуне да станеш ти се у 8 за да вежбаш. Тешко е брат, многу е тешко. Добро, тебе извини, работното време не ти налага да мораш да станеш у 6, ти сакаш да станеш рано вајда. Не ти звони аларм од сум фирмата, не си те бара. како и он, до душа добро, он е малце по-професионално да речам со фирми со тие Друг работи концепт. поише завлезен, да. Јас сум си апсолутно сам свој газда. Можам да станам и у 1 сат. Сега можам да станам ако сега. Никој не ми Брат, наложи сега јас. е да ни Брат, на 15. подкаст ме не можеш да станеш. Сори, не одим гледат навечер, да. Не, сакам да кажам, можам да спиеме до 1 на пладне и до 4 на пладне, ме сваѓаш. Мојавето со вежбањето, факт е тоа што го кажа Стефан, стани ти почни, фати некоја рутина у 8, еве не мора у 8, у 9 нека е, брат. А сега не секој има можност, нели? Ама после тоа се осеќаш тотално полн со елан и спремен да ги рушиш сите предизвици у денот, затоа што некако ја испуцуваш таа негативна енергија, негативни мисли и све останато додека го правиш тренингот од сабајле. Ја на пример можам да вежбам само од сабајле. Па на пример имам некој така ми штракна главата, не можам да вежбам навечер. И што немам време, ама и не можам веќе да вежбам навечер. Оти не знам, притисок ми ствара све останато ако не извежбам од сабајле. После тоа не можам да извежбам. Не знам како да го Така објаснам си тоа. има сетирано, да, А навика. порано вежбам само навечер. Кога нема што да правам, кога Џаба Лебарев, знае и он, после 6-7 навечер, така нешто. А нели можеш стримањето да го преместиш малце порано или не? Не, брат. Си Па, пробал? тоа е приоритетот. Сваќаш? Да. Кај нас, за разлика од тебе, приоритетот не е нашата работа, не е вежбањето. Апсолутно, Види, да не И го сетираш работиме се тоа што го околу работиме и работа. како што го работиме, ни вежбањето нема можеме да си го дозволиме. Не зборам за Апсолутно, финанси, да, зборам не. еве психички. Како не, тоа Кога ти е работата љубов не и ти иде, нема- професија, е, не така, само нема правиш што да те пари. мотивира. Јас само бе. што би дополнил на целиот овој муабет. Да не звучиме дека треба достапно 10.000 идеш во теретана. Значи еве да речеме се ќе кажа Тоа нека се- работам тоа си од кажам, јас работам за од себе. 7.30 Да. и до 3.30. Јас станувам во 6. Стани денеска, еве ви предизвик на сите што не гледаат. Стани денеска и направи 5 серии по 20 склека за почеток. Значи тоа можеш да го направиш дома, кога ќе измиеш заби, додека го кафето ти е на масата, ако сакаш, не можеш да го трнеш турското кафе или што и да пиеш, само направи 5 серии по 20 склека. Чувството што ќе го добиете по завршување на 5 серии, ќе ве натера да го направите истото пак следниот ден. Следниот ден ќе видите како ќе ви биде потешко од првиот ден, затоа што сте ги размрдале мускулите. Меѓутоа, шестиот ден поред кој ќе правите, веќе ќе видите како петата серија е полесна од четвртата. И тоа е еден прогрес кој што го доживуваш со вежбањето, е многу симпатичен и многу убав. Види, Да, се адаптираш. Мозокот- Си поселен и поселен. мозокот наш, ние луѓето така функционираме на reward систем. Ни работи мозокот. Зашо луѓе заглавуваат на цигари, на казино, на ово? Зашо на пример да не заглавиш на вежбање? Вежбањето, истиот допамин може да ти го излачи кога ќе направиш нешто. Муабетот на Стефан со 20 склека. Еве исто и од мене совет, тоа е моје правило и на многу луѓе сум им го кажал, како брат да се мотивирам да почнам да вежбам. Ја вежбам без мотивација 15 години назад. Рутински. Мотивацијата трае 3 месеца, толку е. Да. Како да се мотивирам да почнам? Не можеш му викам, ама знаеш не можам да дигнам 50 кг на бенч. Шо ќе ти се му викам 50 кг на бенч? Оди, што вика Стефан, почни. Стани, не мораш у 8. Не, дај си 5 минути у денот. Направи денеска колку склека можеш 5, направи 5. Дај му реворд на мозокот, дај му допамин. Еј, готово, го завршив тренингот за денес. Ако се 5 склека, Чувството на завршено исполнето збра. Така се инсталира Утре програмата правиш порано, 6, утре правиш 7, утре 5, ама си го завршил тренингот. Да видиш како, јас така со почетоците на вежбање, ми беа малце после 20 склека. И викам, чекај се, сакам 50 да можам. Работам до 50, работам, стигам до 50. И више, времето кое што ми треба за да ги направам, нели, 1000 склека у тренинг, тој саат и пол самиот си се ослободува после. Ти наоѓаш време, наоѓаш начин како да доеш до тој пример. Сад тропам саат и пол да направиш 1000 склека. Да. Скалилата, само тоа е тоа, reward системот на мозокот. Уместо да идеш да ставиш 100 денеско казино или да штракаш на апарати или не знам што цигари или ово, пробај да си го наградиш мозокот со завршување на еден тренинг.
Тој тренинг нека почне од тие што ги кажувам ја 5 клега, па Да, мора од 10. негде да се почне, знаеш, али многу беше битно тоа што го спомнавме, дека не мора човек да стане у 6. Тоа ако ти текне наш го зборевме ети на лайв подкаст кај тебе. Имаме прашања дали мора да се станува рано, оној hard work систем, менталитет дека мора да си хардкор да станеш у 5, у 4, деме како не станеш прерано нема да успееш. Ја викам дека не е точно. Треба да се фати денот рано, да, али имам луѓе и примери и другари и клиенти кои што направиле и топ кариера и топ форма и здрави се и ментално стабилни, а стануваат во 9. И се си е окей. Али работат дали ноќна смена, втора смена или работат Види, јас со приватно. подкастот. Јас пред 8 не можам да станам. Значи не ми не е изводи. погрешно Затоа Ама што из не е здраво бе брат, немаш доволно може. сон. Значи, и да речеме некогаш и 9. Заради тоа што мене подкастот ми почнува во 9 вечер, знае да завршиме во 1. Некогаш се случува да има и по 2. Зашто да би станал у 5? Едноставно Само ќе е се унаказиш, Можеш невозможно. време да ги одмориш и сега, мускулите, така? Зошто јас направив дисбаланс на својата рутина и ден денеска се борам да го најдам? Затоа што мојата работа се сведува на тоа да имам соработка нели со компании и фирми. Компаниите имаат маркетинг тимови во работите, ова и за вработените во Адастра важи. Да, ја до 8 сат на работа, така. И сега на нив име во 10 сат, веќе 2 сати почна денот тера. Јас сум во 10 сата, ако станам во 9, највише што мразам е додека вежбам, ако сум отишол во 9:30, мене да ми звони телефонот, дур вежбам. Сега јас ги разбирам сите. Јас сум многу одговорен во својата работа, јас стварно не знам како ден денеска вежбам 10:30. У најакото сум од тренинг и ми стига порака до кај е видеото. И јас почнам да враќам. Губиш И јас фокус. губам фокус и се нервирам. Да. Еве сега овие 2 недели успеав, станувам во 7:30, во 8:15 да ми почне тренингот, до 10:15 јас сум готов. Да ги претркаш. Ма стварно е така, ако сакате денес да ви покажам дека првиот повик за било каква врска ми е во 10 сат. Значи почнуваат и не можев да најдам и не можам се уште, затоа што кај мене на пример во 4 мрак, толку завршуваат со работно време. Јас независно снимањето, туку доволно е да ти звонат. Завршува мрак, ама мене у 7 сат во 8 теретаната ми е полна. И само поради тој момент ја не сум можел да најдам некаков начин. Сега се надавам, новата сезона мене ми почнува сега на средината на септември, таму ќе биде некаде, дека ќе имаат хусул, вработените по фирмите да ме барат последина. Покасно. Еве еден апел до сите фирми. Види ти Морате можеш го у скрепате договор да заврши. не ставиш тоа. Тражење на телефон. Барете ме последина. Така ќе се договориме. Ти ставај стори кога ќе завршиш тренинг и кога ќе го видат они сторите да ти звонат. Тоа нека е знак. Може. Сигнал. Ама Памет. не, има и друг проблем. Значи тоа се фирмите со кои што соработувам и знаат. Има многу фирми кои што ме бараат за соработка и ти звонат. Така, да. Брат, кој бараве за соработка у 7? Може на време, како не може. 6 звонат, има пропуштени позиви, има. Нема, тоа е добро. 6 и 50. Не, се ти шалам, разбереме. уште спием. Не ја критикувам нејата работа, апсолутно тоа е професионализам да станеш и да почнеш да се ги Тоа е завршуваш работното време работите кога ќе врски. видиш. Затоа што Стефан одлучил да прави подкаст и да заглави до 1 сат вечерта со некои гостини да легне у 3. Ама ако не го правиш тој подкаст, пак ќе нема да ти се јават после. Више сайкл. Сакам да кажам дека секој од нас има различна рутина на функционирање и треба да најде како му е најдобро за да може да го прави тоа што сака да го прави. Да, Да, бе, не да е си ни најде правилно, своја ни рутина. погрешно и да станеш во 9. Се додека јадеш со избројани јаглехидрати, протеини, масти, вода, спиеш квалитетно 7-8 часа, користиш суплементи и тренираш јако, неважно е не е пресудно кога ќе станеш. Сега да не спиеш по 3-4 сата, бе. Тоа е веќе Апсолутно, не знам. ако немаш Сега, пак ќе опоравак, кажам, се ова пропаѓа вода и некој кариера мора, и се. брат, едноставно работи до 6, не знам, работи 2 работи, знаеш, сите си имаме посебни проблеми, секој со својот. Мора да го прави тоа, ама сака и да вежба. И на пример се 3 сата спиење со вежбање, знаеш како Не е. иде, не, само идеш чекор назад. Да. Мора да се направи, да се најде некое време, тоа е. Да. Али друга интересна тема, имате вие огромно влијание врз различни, сега поново и поново, веќе и различни категории возрасти на луѓе. Порано нели ве следа повеќе деца, помлади, сега и сите диаспората, постари. Имате ли некој пример кај што ваш следач или фан, верувам дека има многу, ради вас се трансформирал? Психички, физички, Неколку кај што ви има. кажал дека има трансформација поради тоа што ве следи. Мислам дека нема поголем поклон од тоа, поголемо признание и онака печат, уверение за својата добра работа и своето промовирање на здрави вредности. Јас пробувам сега да најдам една порака која што ја добив пред да дојдам. Денеска имаше едно многу добро стори ставено. Да. Баш Морам стави да слика Мандар, од ај детството како одговарај се прво ти. Добро. Да, да баш најдам. ќе те прашам. Сега да не бараме ја у исто време пораки. Конкретен пример, детево што преска што го зборевме што ми монтира, дечко што го земав.
Со него знам дека он ми ма кажа, Чичони, откако те гледам, си ми дал мотивација за вежбање твојот стил на тренинзи, па ми праќаше, памтам се уште пред да работиме, ако земам да работи, што се вика со мене, ми праќаше како беше слики, видеа, како еве брат ги гледа вежбите што ги покажуваше ти, сум ги покажал на видео или нешто. Еве брат ми ги покажа и го гледам, детето стварно се труди, вежба. Еве го до ден денеска вежба, направил некакви резултати, ставил некое кило на него, може да направи 10-15 гибаме, сваќаш. Од друга страна, еве конкретен пример имаше еден, сега не фаќа за збор како се вика, многу луѓе се не можам да Сигурно да ги памтам. Сигурно дека ради тебе Да, биле форма ми или доаѓа, професија. ми доаѓа сега ќе ти кажам, нели лајвувам гейминг најчесто. И сега да речеме у јануари, не е битно што играм, правам и се у коментари ми пише Чичо имам 117 кила, што да правам, како да правам и се у тек на геймингот си пуштам ја под некој коментар. И му давам пример, совет направи тоа, изгледај ми го ова видео, имам кажано, имам кажано тоа. Добро, се враќа дечко да речеме сега у јуни геймам и пак истиот човек, истиот акаунт. Брато, морам да ти кажам, толку многу си ми помогнал, таква мотивација ми имаш дајано, ради тебе не знам спуштив 7, 8, 10 кила, направив тоа, направив ова и знаеш ако ќе ти каже некој, не го знаеш, нема лик човекот, едноставно е само гледаш дека истиот човекот пред 6 месеци. Еј брат, ми го смени животот, ради тебе почнав да вежбам, ради твојот совет вака, ради твојот совет така, и сега сикаш сум му помогнал на некој да го смени животот со само со коментар што сум му дал на некој, ме сваѓаш. Така што не знам, убаво е Сигурно е чувството. влијанието е и многу добар пример. Па вајда ни се јаде зборот, ете, они не сметаат за блиски пошто имаат пристап до нас секојдневно, Пошто не се гледаат. обраќаш кон нив, Пак и како ние близо. двајцата сме се посветиле на тоа, стварно го покажуваме животот јавно. Значи, јас да ми да плачам пред камера, јас да ми да се смеам, и кога ми е убаво, и кога ми е лошо. Едноставно, тука си за нив и не само за Природен, ние за нив, природен. тука се тие за нас. Да. Значи, јас сум со текот на овие 5 години веруваме некогаш ми викаат зашто го објаваш тоа, зашто ми е полесно. Затоа што знаат, Поддршка добиваш. затоа што се со мене. Кај мене денеска нели ставив сториња поврзани со, сега ќе го гледат после 2 недели, поврзани со мојот моментална ситуација на среќа која што ја имам. Имам Марта, имам човек кој што ме сака, кој што ме поддржува, кој што е заедно со мене, имам горди родители. Сум си купил кола каква што сакам, независно од материјалното, не станува збор за тоа колата колку вреди. Станува моментот дека сум си го купил тоа што го сакам. Вежбав, сонце надвор, здраво се храниш, убави луѓе околу себе, немаме време за негативни работи, се фокусираме на позитивна енергија. Пред само 12 години, значи кога сум имал 16-17 години, мене ми се случило тоа со фудбалот, бев депресивен. Мајка ми и татко ми беа во најлошата фаза дома. Немав школа, го забаталив. Не вежбав во теретана, немав девојка, немав никој околу мене. Тогаш се скарав и се скарав со далечив со некои блиски, останав во даден момент сам поради своја волја и според депресивни мисли. Ја тоа сум го пренесувал и тука не станува збор, јас сум мојата публика, не ми мене цело време фокусот во вежбањето. Мене ми е фокусот во тоа да не се откажуваме од себе. Значи, ти кога нема да се откажеш од себе, здравите навики доаѓаат сами по себе. Значи, не може ти да се сакаш себе си, да дозволуваш секој ден да пиеш, да излагаш, да главиш, да поминуваш време без врска, да не читаш, да не напредуваш. Едноставно, кога се сакаш себе си, бараш нешто за да си помогнеш себе си. И тоа е најбитно. Денеска дојдев една порака, не можам да најдам. Први Пишу извини едно. да те поздравам за благодарноста што ја изрази кон себе. Да се Не живели. Сакав сега тоа да направиме. Многу важна работа. Таа тема Една малце секунда бија начна. Ќе да те прекинам. На дневна база пробувам да се изразувам благодарност за се што имам, макар и за малите ситници. Така е. И затоа пред ти искоментирав на сторито предобро стори. Објасни што имаш и материјалното тука го пише, пошто и тоа не радува, дел од животот е, живееме во материјален свет кај што работиме за материјално. Пак и да не се лажеме, брат. Али- Секој машко дете расте, зборам што доаѓа од социјално, доаѓа од семејство кое што финансиски Скромно не е семејство, ситуирано, да. скромно. Ете, тоа е правилниот збор. Секој машко дете сонува да помогне на своите родители, да си купи кола, да си купи стан, да си оформи некаква фирма или начин на заработка и апсолутно и затоа ден денеска ја покажам таа кола, еве 2 стана градам, значи тоа не е дека јас се курчам. Апсолутно. Твојот труд е таа кола. Сега види, зборуваме цело време на социјалните мрежи дека треба да
промовираме вистински вредности. Па апсолутно све ќе покажам што сум создал во животот, честно, искрено и со напорна работа, затоа што тоа е вистинската мотивација да измотивираш 16 годишно дете кој што треба да расте понатаму. Другата варијанта која е? Да бидеме цел живот лажно скромни. Секој од нас посакува да има добар живот, да заработи и да донесе дома на своите родители полесен живот. И сега ти се курчиш. Брат, ако тоа го сметате за курчење, ќе се курчам цел живот. Дај Боже да имам со што да се курчам цел живот. Са другата страна на целој муабет е дека тоа не е најбитно. Најбитно е со кого ти тоа што си го стекнал ќе го поделиш. Значи јас сум среќен што имам Марта, што ми се живи здрави моите, што е тука сестра ми и се надевам дека во блиски дни ќе имам деца. Така, тоа е поентата на животот на крајот денот. Да, меѓутоа, ако ние зборуваме за вежбање, за здрава храна и за се тоа, апсолутно една е на се ова што го збориме, реченицата. Напорна работа и работа на себе. Напоредно со се тоа оди сето што го зборуваме денеска. Не знам дали ти е планирано у теми ова се што го кажав, а мислам што ќе го кажам, ама Стефан спомна една добра работа, што мислам дека не смее да пропуштиме така да помине као тема за разговор. Сакањето себе си, кога сме више кај сакањето себе си, да не сум сватен погрешно, а мораме да го искоментираме промовирањето на нездрав живот као body positivity. Би сакал да го искоментираме малце тоа, ако дозволиш, ако лажно, не. Да, лажно прифаќање на себе си. Колку е, па јас би се дрзнал да кажам и одвратно, да убедуваш ти луѓе, сега да не се разбереме погрешно, има луѓе што имаат прекумерна тежина ради болест некаква, нели, проблем со тироидна жлезда и така натака. Тие луѓе Тие се мал процент. не правиме се муабет. оправдано гојазди. Правиме муабет за неоправдано гојазни. Колку е одвратно да му кажуваш ти на човек сакај си се таков како што си, ако имаш 150 кила, ако имаш превисоко ниво на холестерол, ако можеш срце в удар у секој момент да топне. Поддржуваш убелјата. Да, ти викаш сакај си се таков. Не, јас викам не си се сакај таков. Јас затоа што не сум се, кај мене било контра сум. И ти кажа исто, си бил преслаб. Не сум се сакал таков, зашто не треба да си таков. Сакам промена. Значи, на крајот од денот сакам да сум здрав бе. На крајот од денот. Апсолутно. Не е Не боди е позитив. за изглед. Така е. Да, сакам Значи, да за сум сега здрав и зборуваме- долговечен, а баш кај убав. тоа Ама еве, секако пак и од друга страна, па боди позитивити. И после тоа, испаѓа самата функционалност во животот, немаш ти нормално функционирање во животот. Немаш да се радуваш нистото со кое што може да се радуваш и кога би бил, нели, дисциплиниран. Да. Така? Реално и не може да те сватат сериозно луѓето ако имаш 170 кила. Изгледаш Значи неодговорно не кон си се себе. така, ти не си се педантен, сакаш сам неодговорен. себе, а не мене, ме А него разбираш? бизнисот или околината. Ете така, не можеш да оствариш бизнис релација затоа што брат ќе си рече некој па брат, ти немаш одговорност. Еве нека не е ништо ти не друго. си стоиш до својот Така, збор, не си па одговорен. Сега да не се навреди некој, тоа е искрено мое мислење и така се водам цел живот го коментирам тоа и мислам дека најлошо нешто што можеш да му направиш на некој човек што има проблем со тежината, еве не мора да е со прекумерна тежина, нека е со премала тежина, е да му кажеш брат, така е, сакај си се ваков како што си. Мој совет, не брат, Па еве јас сакај си е најдобрата верзија од себе. и работи на себе. Јас ќе се надополнам, ако некој се навреди, апсолутно треба да се И навреди. треба да се да навреди, размисли, да. Да размисли. Значи не збориме тука дека оноа булинг вреѓање, ти си глуп, ти си грд, ти Него си му дебел. страк по глава дека Туку треба. сето дека некој ти удоволува дома, ти вика, бе Керко, јади си, уживај се, окей. Ау. Тоа е најлошото. Да, И поддржуваш. од дома, Истински брат. пријател е оној кој што во лице ти кажува, друже, стани, одма. Знаеш, тоа е нарамниште на сега да си кажам пример, си осакам канцеров или диабетот. Ама Си го исто сакам, е, не е како тоа нарамниште. сум си јас, не сум јас. Сум закачал некоја токсина, треба да ја анулирам. Зашто сите се бориме против еве не дај Боже канцер? Кој рекол е брат, не бе си го сакам, убаво ми е вака. Да, И борба. дебелината е, мислам, таа дебелина. Има ли збориме за канцер, збориме за болести кои што се видли, односно кога ќе чуеш за таа информација, ти го менуваш веднаш од страв целиот момент дека ќе умреш. Најголем убиец на еден човек е гојазноста, затоа што ти не ја гледаш во моментот, ти не чувствуваш Не ја ништо, гледаш ти, како болест. Има ти не ја гледаш како статистики. болест. И не само тоа, не само гојазноста. Моментот на тоа дека ти
не се сакаш себе си. Кога не се сакаш себе си, тоа е тивкиот убиец. Ти Се почнуваш, кажнуваш ти тивко. ти почнуваш да ги правиш работите, ти ги тргаш работите што ги сакаш. Абе, Прво, аби- сакаш да си, извини, Да. сакаш да си купиш некои фармерки што ти се свиѓаат, не ти стојат. Сакаш да си купиш некој фустан што ти се, не ти стои. Сакаш да изгледаш убаво за тоа што ти се свиѓа, не му се свиѓаш. Само поради тоа што си гојазен. И ти што правиш во тој момент, место да работиш на себе, ти се депримираш и бараш изговор на социјалните мрежи дека тоа е добро и треба да се сакаш себе си. Ако треба да се навредиш, навреди се. Кога нешто не е добро со тебе, еве не гојазди луѓе, значи слаби луѓе, ја ќе се стам себе си, сум бил у топ форма. Сум дошол, еве ова лето не се сакав себе си, од аспекта тоа знам како треба да изгледам и како изгледам. И веќе еве 3 недели веднаш се ставаш во бубањ, да го наречеме, за да си ги поправиш навиките и да почнеш да се сакаш себе си. Значи едноставно е. Ако нешто не ти чини, промени го. Ама ќе рече не бе супер ми е. А Абе, не е важи, супер, ти не се- му е супер, брат. Треба утеха за да си помисли дека Ако е на добар некој, пат. паки, ако некој Важна на утеха. социјалните мрежи за овие работи збори ова е токсичност, ова е ги тераш. Апсолутно треба да ги тераме и треба да ова бидеме да го токсични. промовираме, не Види, други работи. гледај на нова вака. Си, јас сум мандар и имам 180 кила. Сестра ми треба да се породи у секој момент. Така. Ќе ми се роди внуче. Вуче мандар. ама не бе, како јас да го искусам животот така како што треба да го искусам, ако не можам да потрчам утре со внучето 20 метри или да го дигнам у раца, брат. Тоа е една Ај, од 100 кажете. една од 100 работи што ти требаат, една функционалност. Не мора да изгледаш баш вака атлета, него да си Ама, не Чичо, промовираме дека треба треба да да си- си Никој не збори за хардкор. 12 стомачни, 100 стомачни Да, или да, да. Ама не, не мора да вежба. Или тетоважи или Тој изглед каш не мора да вежба. Не вежбај, да е брат. просечен во изглед со нормален Луѓе процент на изглед. подигра. Контролирај си го импутот на храна, односно контролирај. Не можеш ти на секој да изедеш сега 10 чизбургера овде и да ми речеш, брат, ше знаеш. позитивити. Тоа не е какво позитивити, ти немаш само контрола. Да. Имаше еден пример, сега малце на шала, ама да ви кажам. Дечкото бил, мислам, од Велика Британија, не знам кај бил, дебел дечко. И имал другар најболи што секој ден му го врегал, ама го врегал. Сега не знам колку користиш пцовки овде, ама Не на користам, англиски не не користам, ќе го титне. Му пишал секој ден на порака, wake up and go to the gym you fat fuck. Му пишал секој ден. И овој му се љутел на почеток овде бели. Со години, 6-7 години поминали, на крај заради секој ден што буквално секој ден го малтретирал со порака. И рекол, добро бе, ќе станам, ќе почнам да вежбам. Long story short, поминуваат 15 години од тогаш, вика најдобрата одлука што сум ја направил некогаш во животот. Да. Вика, ја ти ги пишував пораките, не те врегев, ја те Се врегев сведува од што на те тоа, на крај. сакам, за да те натерам да бидеш здрав. Така почна, се збориме за гојазност за изглед. Фитнесот е многу близок со бизнисот за мене, искрено. Затоа што во двете гранки е најбитна продуктивноста, односно константноста. Да си цело време одговорен, прецизен, достапен, све исто. Истата ситуација беше со Мандар пред да почне со YouTube. Исто. Колку си глуп што не почнуваш. Имаш автентичност. Абе брат, не сум за тоа, бе глуп си. Не бев јас кон него, не бев јас кон него. Ајде срце, ајде братче. Абе, добар си Ајде така, те молам, ајде. почни. Падна со војската, Колку си бега без глуп, 5 му викам, денари. Види ги какви работат. Ама не дека јас сакам да ги омаловажам другите, туку му ставаш у главата. Ај ке трнеме на страна Му го од будиш тебе. талентот, Има се еден го дечко, ќе пробува. го поздравам, Јован. Го знаеш Јован. Јован Крли. Да. Јован Крли ја има, според мене, најперспективната ситуација во Македонија кога станува збор за бодибилдинг од аспект на форма, знаење Одличен. и изглед. Да, Јове, да го поздравиме, одличен. Седим у теретана и му викам на Јован, имаш све, не снимаш брат. Абе брат, сакам ја, знаеш, ама теретана, ама тука клиенти, пак све се сведува многу интересно со бизнисот и со фитнесот, све се сведува на исти изговори. Кај нас немам време да вежбам, ти брат немам време за да снимам. Исто е. Истото беше со тебе кога и со мене, кога исто. почнавме јас и ти. Да. И му викам, почни да снимаш, и тебе можеме тука да ставиме во таа работа. Да, ти ми беше Колку инспирација. му викам, ти ме имаш тераше ти да клиенти на ден? 10. Колку треба ти да снимаш за да опфатиш 10 луѓе на кои што можеш да им помогнеш со едно видео? Па брат, одма. А замисли на 100, 1000, 10.000. Значи, ние живееме во една ера на маркетингот, во една ера на социјалните мрежи. Значи, не е ова пред 30 години кога некој фитнес тренер бил еден во Скопје, билдерот бил тој, Мора се сите го адаптира. прашуваат што ти кажу Орис и Стек и толку. И избациле. Треба, пак се сведува на тоа, подобри се себе си, спој ги гранките.
Мандар го споил вежбањето со јутубот. Ти си го споил вежбањето со социјалните мрежи. Почнуваш да влиеш на поголема маса. Еве денеска ти си направил подкаст. Луѓе сега не гледаат, не ни треба 100.000 луѓе сега да гледаат. На 5 луѓе да им го промени животот, ти си успеал во тоа. Така што се враќам на гојазност и на таа тема. Тој што ти вика и во бизнисот и во вежбањето. Брат, не мора да снимаш. Не мораш лајв да пуштиш. Не мораш да снимиш реклама уживо. Пак и не мораш да дигаш. Тој не ти е пријател. И тука би ги уметнал. Инфлуенсерите што снимаат и кажуваат дека нормално е да не се сакаш, нормално е да не вежбаш, се управо. Ама исто така имат одговорност да кажат дека цената на постојаните оправдувања те носи до неуспех и до состојбата да не се сакаш себе си. Ако е токсично некој да те мотивира и да те тера да напредуваш, тоа што имаш проблем со себе. За мене токсично е постојано да си даваме оправдувања за тоа што не го правим. Ја би ги уметнал само туку уште и родителите, брат. 100% вадите од тоа. Родителите имаат многу голема улога во ова. Например, јас сум сведок. Многу сме озбудни луѓе. Јас сум сведок на ајде нема да кажувам кој ни шо ми бил, никако ми бил. Меѓутоа не е само ова исклучок. Познам милион такви. За вежбањето. Дебелко дете, од мало, уместо да ги пушти родители, уместо да го тераат нешто да прави активно натака нака, абе мамичка, добар си, седи. Проблем му се ова, да речеме, со тироидна жлезна. Не вежбај. Никако вежбање. Креатин тоа, тоа за умирање. Да. Иди ти објасни. Хемија е тоа? Хемија. Тоа се тие Протеинот, стари сурутка, брат, хемија, ме сваќаш? Брат, сега мајка ми го зборела тоа. Ама има, има Да. примери кај што го толку многу назадуваат човекот, детето, еве тоа дете после тоа станува возрасен човек и веќе нема назад. Настрана што има проблеми да речеме со ајде тироидната, ја фаќам од преска тироидната, да, таа нели ти ствара дисбаланс. Меѓутоа ти дозволуваш да те уништи. И плюс од дома, нели, ради тоа што си болен, немој мамичка, немој вака, плюс немој може да се повредиш, кила ќе фатиш. Немој склекови да прави. Тоа е најлошо нешто што можеш да му направиш на своето дете. Да, најтоксично. Ако сакаш да си го уништиш детето, биди таков родител. Затоа збориме на тоа, нели имаме одговорност, така започна целата тема. Да. Ние апсолутно покажуваме баланс. Ама јас баш поради тој баланс во одредени моменти се чувствувам несрекно. Сум изработил подкаст, сум снимил видеа, сум направил рилови, бизнисот оди све кој што треба, ја петок, сакам. Замисли го моментот на задоволство и допаминот да се наградиш со тренинг и здрава храна, јас се наградувам со кафана и алкохол. И стануш во сабота са бајле и се чувствуваш како да ми простите на израз како говно. Значи, замисли го да успееш во животот, да дојдеш до ситуација да го прославиш успехот со здрав начин. Да, тоа е веќе прославуваш со трчање водно. Имаш време. Да ги сведиш лошите навики на поретки случаи. Апсолутно треба да идеш во кафани да се напиеш некоја чашка, па и начукај себе кој човек. Ама нека се и тоа е нека се случува поретко, ова сам на себе си го кажувам. Значи, ја не сум пример за тоа. Па тоа ретко тоа е баланс, знаеш, и многу сега гледам тренери промовираат една многу лоша процентуална бројка што не ми се свиѓа, викаат мора баланс 60-40. Не постои тоа. 60-40 е дисбаланс. 60, ако збориме 60 здрав живот и 40 пороци, дроги, наркотици, тоа е убиство. Минусот е многу поголем од Тоа е плюсот. магнетизирање на многу болести. Јас го правам, јас ако правам мојот баланс, ја не сакам да имам таков тип на баланс, ако го правам, кај мене е 98-2. 2%, тоа значи у превод еднаш у 2 недели, можам да влезам да се унаказам од јадење, сме јаделе, ке пивно можеби едно пиво, не е проблем, ама реално веќе сум оперирано тоа чувство да морам да се наградам на тој начин. Мојата награда е да си нарачам од фитнес кауски ги поздравам некоја здрава пица, здрав бургер, можеби ги изедам 2 бургери тој ден. Ама тоа е мој. Добро, ти си професионалец. Кај мене друго, твој баланс. Кај мене, може да е еве сега 80-20. друга тема, значи. Јас највеќе се разочаров кога извадив најдобрата форма во својот живот. Баш и тоа е многу битно, значи збориме за нели за токсичност и се тоа. Мора да се свати докаде и колку. Збориме за луѓе кои што не име приоритет тоа, во случајот бев тоа јас. Јас за да додам до 8% body fat, стомачни изглед, фул, све направивме, мора да се откажам од се во тој момент. Да, доста работи. Све, значи не доста работи. Излагаш со другарите, пиеш вода на журка. Значи
Па добро, тоа не е се, тоа е откажување од Ама алкохол. рачунај кои години ти се. Да, не е се, ама од долго работи, затоа реков, не е се. Излагаш во кафана, ајде, окей. Излагаш во кафана, додека јадат сите нормален ручек, јас треба да јадам стек. Значи, одиш дома, додека Марта яде сладолед, јас треба да јадам. Збориме за екстрема Ти сега. опишуваш ригорозната последна фаза од последните 2-3-4 Мене недели. ми се случуваше, прво ме знаеш дека јас ако фатам нешто сум или го правам 100% или не го правам 100%, се дојдов до ситуација да фатам гнојна ангина последните 4 недели и кажам на мајка ми направи ми варен компир. Ти си ненормален, имунитетот ти е паднат, дај ми варен компир. И ја во тој момент ми беше хардкорот, Браво. болен си, не можеш да станеш од кревет, сега е моментот да издржам. Да, Така најнездравото што, нешто. затоа сметам дека 90-10 е идеалното. Значи, дозволи си еднаш во месецот да си излезеш Не, ја го екипа. правам поише. Да бидам искрен. Ама и ти си фрик со некои работи. Значи, дај да се базирам, да се фокусираме на генералната слика на луѓето, затоа Не што види, и секој човек е различен. Например, па мене можеби не ми смета Тоа обрз сакам да метаболизам. Е тука више Толеранцијата генетиката, ти е друга. да, генетиката стапува. Или историјата своја. збориме за алкохол цело време. Дајте за храната, значи кога си ти на диета, кога си фокусиран, Изолиран да си отидеш од многу да оброци, изедеш така е. 2 хамбургера, ти ќе се чувствуваш полошо да си испиеш пола литар водка. Така е. Значи во тој момент, затоа што ти кога си на диета ти се намалува желудникот, така? Ти се намалува во тој момент желудникот, апетитот е друг. Кога ќе лупнеш ти си на Али 2000 мрсно е, калории, сваќаш. дета 7000 калории, Притисок те пука. притисок. Па боле да испиеш литро водка, да си пијан да повратиш и да ставиш Барем ќе следниот ден. спиеш дори ти е лошо. Суштините се други, да, али те разбирам, да, така е. Значи, сега, без ова стручни совети си правим муабетот искуство како се избрише носи. го. Не, ова е личен Не, како не, си не, га сме пријател. јас и мандар тука доени да бидеме Јас не стручњаци. Да, а на крајот од денот денеска. па кажувам па како не треба да некој Ама начин. ваши искуства позитивни кажувате, да. па и Па дека сега ти вие кажам, не сте мене ме си тренери. наслошено 2 дена од баш во тој момент се сеќам бев му Макдоналдс, сеќаш дека јадев му Униш. Ја не можев 2 дена од кревет да станам затоа што изедовме 10.000 калории. Се дупнавме. Доаѓам после моментот на само обвинување. Зашто? Леле, колку јадев. Не ми Макдоналдс. требаше ова. Леле, Бе колку исто јадев. ко со Па алкохол. затоа јас сум да, направил исто. екстрема во позитива и тоа е лошо. Таа токсичност на промовирање дека ти мора да си 100% точен, стани во 6, јади во 7, тоа стани не. во тоа не постои, тоа не е Така и возможно. психички се Не е малтретираш. возможно, така е. Ама не е ни комфортно, не е долгорочно не издржливо. треба. Ја не го правам тоа. Дури кога се спремам за надпревар, ја не живеам со тајмер. Не живеам со вага, со грамажа. Едноставно рутина ми. Пак јас сакам да се фокусирам, не ми е главна тема бизнисот, така како да живам, не ми е вежбањето. Замисли да јас да имам токсичност дека секој подкаст треба да има 200.000 прегледи. Замисли што си правам на се собствената мрднеш, психика, да, притисок, ќе се притисок. мрднеш, Замисли дека мора секој рил да има 1.000.000 views. Како ке тебе, замисли дека мораш секој оброк да точно до свет. Тоа е токсичност. веќе. Самокритичност и строго спрема себе, мора баланс. Има инфлуенсери, ја сакам Мија Костова да ја поздравам. Баш имаше на таа тема една како се вика една мисла споделена дека треба да се најде баланс. Ја поддржувам дека никако инфлуенсери имаме одговорност да покажеме малку и реалната слика на животот, дека мора да има баланс. Да. Но исто така имаме одговорност дека не смееме да дозволиме, зборевме на таа тема, луѓето да си прифатат просек. Значи, Така има се луѓе- уништува еден народ, буквално. Дајте да не мислам, апсолутно не е погрешно ти да си просечен. Не е погрешно. Секој си бира како ќе живее животот. Меѓутоа, Да се мотивираме јас да се сакам креваме нагоре. да ги мотивирам дека секој од нас има потенцијал да направи повеќе од себе од просек. Така да треба да се најде балансот. Тоа е суштината според мене на животот, општо не само на вежбањето. Треба некој суплемент да земе во вид на баланс и да пиеме баланс. Текнува. Иначе кога сме кај суплементи, сега ми текна имам за вас еден не еден, повеќе поклони. Добри сте. Она искусен знае. Сега ја за мандар, пошто кажа дека Да. слабо спиеш. Знаев дека ќе ме испоштуваш Што со нешто повода? така. Имаш Мелатонин, чаче. Не, мелатонин и ашваганда. Така. Време беше за фокус на мозокот. и протеин. Еве се, ова е добитно комбо за спиење. Мандар пошто гейма до касно и после му треба. Знаев, те чекав само, пошто ја Дај, кога дај, доја да видам прво нешто, му се ајде. пожалив на паки што имам проблеми, за да ми ги координира Ова е за поклони. мандар, значи протеинче, ашваганда, Ова за мене. ова е за тебе, брат. Ова више го користам све од ова. Да, еве го бе, тоа е мелатонин. Да. Тај си. Значи, братче, јас Има више да сум хрчиш. запознаен со овие Само си веќе работи. да не геймаш, само ги спиеш. Види. Павар. Ој за тебе, брат, ај види си што имаш. Детално. Ти си искусен, знаеш.
Ашваганда. Да не сте му ставили нешто поубаво од кај мене. За против стрес, антистрес терапија. Да бе, креатинот се дупна в пиењето. Добро, и јам тоа. Ама Ова е со веќе вкус. ми призавршува. Па јас, Марта ми кажа дека ти е при крај. Внутри шејкот. И ова е многу добро. Чекај, ова е од јагода. Кај е? Дај камерата. Кај е? Имаш секде камери, брат. Ова е Ќе од стават 30 јагода. камери. Јас Кај да добавам подумиш ке се чоколадо. Као сладолед мириса. Дајте бе некој шејкер. Дајте шејкер со вода, да ја пробам. Нутришейк за подобар систем, за подобар имунитет, одржавата. за подобар систем одржавата. За подобар систем, кажав. За подобар. Не знам, Ај паки, чекај, да му видиме искуство. Испромовирај го Нутришейк. Леле, не, друго ќе испромовирам. Што би испромовирал? Ова би го испромовирал. Пошто ми е... да бе го чита од преска. го гуглав да се и ќе рецитирам. Значи, во Нутришейкот имаат растителни влакна, имаат протеини, имаат минерали, имаат Не читај. витамини, не читам. Знам пошто Што витамини има бе? Ајде да те видам. Ајде, види. Ајде, И што колку витамини милиграма има? од секој да Ајде. видиме. Има тука, ја ги гледам. Мајка ми да ви кажам кога бев млад. Ајде, коленото, брат, го повредиш. и- Едноставно, ова е магија, екипа. Не знам дали користите куркумин. Да, има. Зашо е Антиинфламаторско добар дејство, куркуминот? помага при воспаление. Воспаление. Значи воспалението го анулира, не знам како 2 и 2. Предобро е, така да и да немаш воспаление, добро е да се пие, али Као имунобуст? не, друго имуно буст. Не, има, како буст за имунитетот али влијае и комбо тоа. од двете врв. Тоа има Д и цинк, многу имунобустот. Ке пиеш шејче? Куркуминот нели имати не само сокче, туку како куркумин Да, како како производ. суплемент има, Го има плюс и тука и него. пијачка. Сакаш да го покажеш? Па тоа го пијам ја, да, тоа. Дај да. покажи го. Тоа е као помаранџесто жуто, ова е така, тој да, момент. тоа. Значи турмерик, куркумин, ова може да го најдат исто си го купат. Дај ми го ова, не сум го. А ова го пијат фактички само капачето се отвори. и си Да, да, пиеш. како елкарнетин си пиеш. Многу добро. Топ. Аха. Исчезнува воспаление. Не, Многу. овој не сум го видел, брат. Ајде да се ставиме. Искрено ми се пиеше Нутришейкче едно. Ама ти сега- Убав внутри Сега шејка. вака Брајте, јавно бе, на чаши. камера ќе ги видиме резултатите, да видиме што ќе му се деси за 5 минути. Сега, брат, Ако почиња немаш тука резултати- с лекој баскет одма. Искрено сакам да го пробам, не сум го пиел Што од, направи истори. од јагода, сум го пиел од чоколадо. Види. Е, другар, ова кај тебе на подкаст, не кај мене на подкаст, добро? Не е проблем. Чекај вака. Ќе му идеме уживо кога ќе е со гостини, вака ќе му шејкаме. Секогаш сум за овие работи. Але таман е ова пак. Не го бришете, да се види. Стефан, што направи бе стварно? Злом. Види. Само мене ми се дешаваат вакви работи во живо. Јас си пијам вакво. Врз телефон ми истори. Ајде. Еве, до сега има воспаление, сега гледај. Немам. Ау, сега васкуларност. Чекај да го пробам со јагода. Ти кажав? Дури и твоето воспаление ќе ти помине ради Ја мене. затоа немам Почу си воспаление. близко, Не, немам, ја кога Пак те е на видов 100 метри. уште со ова, Тоа го да. вифи. Брат сладолед. Не бе, топе, јас со Знаеш што ладна сум вода го правил? пијам. Со ова може да се направи како рецепт. Кога бев во најдобрата форма. Од ова, значи ставате со вкусна јагода, мешаш, значи нормално го мучкаш, ставаш цимет во тоа и го истураш во една тава да биде како водена смеса. Значи водена смеса глуп. Како вода. Истото го ставаш во замрзнивач и го ставаш него Сладолед. Има Че лени се капини правиш? тука јагоди Сладолед. ставаш и Сладоледче. е драма. И не ти Значи треба во принцип тогаш кога не знаев што да правам, немав шеќер воопшто. За време на кризи? Благо не можев да јадам. Си правев ваков тип на сладолед. Значи тоа може да се направи од вкусна чоколада, но и од вкусна јагода. И тоа беше перфектно. Се сеќам со Марта седнувавме како кутлача си зимав. Да. И тоа јадеш сладолед. Брат, секој утро ми почиња вака денот кој што кажа баш сега. Секој утро ми почиња. Од 6 до 8 правам кардио и го правам баш ова. Само јас го правам со тој протеин што ти го дадов, тоест на мандар му го дадов со јагода, тоест со ванила вкус и драма. Ставам маце јагоди. Тоа е тоа. Дал мене со... Нема, со шо вкусова? Без Не, без вкус. Не, со ванила е. не може да биде. Чоколада, бе, чоколада. За поздрав се исто и пакувањата. од Тоа ќе 500 кажев, грама. затоа го земав, брат. Има ферилче снимено за тоа, али сериозно, прв пат у живот, прво и основно, да видам 500 грам. Не, амбалажата да е пуна до горе. Догоре, да. Значи амбалажата е пуна до горе. Сите кои што сте вежбачи сте купиле протеини, знаете. Прво ви даваат канти толкави,
за 2,5 кила протеин ти даваат канта од 10 кила. Да, Таа не е можеш да ја толку носиш. полна, кај ќе ја носиш? И на пример со ова си го ставиш у куфер, мета. Да, реално. Така што 500 грама брат, ајде да речеме, околу 20 дена можеш ако правиш по еден скуп дневно, така? 20 скуп си има, така? Да, 20 сервинг. Ајде ти го 20 дена ако користиш еднаш. Значи пример идеш на одмор, кој иде на одмор 20 дена? Ја. Идеш за 10 дена ти овој поишо доволно дури за адванс вежбач со оглед на тој кога можеш нели две порции денот да Брат, направиш. мене ми се случувало Така што гледај. ќе земеш 5 кила протеин, реално. На третиот месец забораваш веќе дека го пиеш, зашто треба да менаш вкусови според мене. Значи знае да се досади, едноставно цело време да низ вкус. И третиот месец ми се згадува веќе од чоколаден вкус, сакам да сменам со јагода, ќе го заборам 2,5 кила ми останале, година дена ќе ми остане го фрлаш. Да. А Добро, вака- кај мене тоа не се случува. Ја пијам по 3 пати на ден, кај мене многу Ми брзо таа иде еднашка на- рецепт, пак и не рецепт, не знам што ми да нешто као исхрана беше. Мислам дека денот по 500 грама протеин става по овакво, по 2 скуп со сервинг. Пак е next level. Ти си професионалец, брат. Епа, кога викаш зашо не следат, ја мислам дека баш преди тоа што ја представуваме ние реалната состојба. Значи реалната слика, ти си вистински пример и ти си човек ти си енциклопедија за фитнес, ама луѓето некогаш сакаат да го чујат тоа што им е знаеш оно Подостижно. Подостижно, да. Малте да си се оправдаат себе си, како ја во случајов, ако те гледам некогаш ја тебе, ме нервираш. Сакаш, аман викам, ало да му е, аман више човече. Ама ме мотивираш. Абе, way of life си постави. Сега, јас сум вежбач, замисли некој што никад не вежбал. Да, му изгледа моето многу напорно. Некако too good to be true, не е за него. Затоа брат го кажавме муабетот, со почни од 5 склека, дај си реворд на мозочето. А во принцип задоволи ти се. ништо посебно не преш толку тешко, напротив тебе ти е тоа станал начин на живот и тебе ти е тоа лесно. Значи тебе Сега му е лесно. Тебе да ти кажам сега, ајде излезеш у петок и сабота да пиеш, ти ќе сакаш да се убиеш. Тоа ми е тешко. Да, Але види, реално. пак не ти е лесно. Еве, например, табу темата нели со стероидите овоно, ќе каже некој, ајде бе, брат, види го што е направен со стероиди. Па земи ти стероиди и иди и ти направи се таков. Исте патот со и без хемија. Ама така е брат, Патот пак е треба исто ти тежок, како вол да да. запињаш таму, само што имаш нели побрзи рекавери со овоно, затоа се стероидите, нели побрзи резултати, ја да речеме, или поголеми Една резултати. вистина со стероидите што е реално клучна, да, пато треба Сакам да кажам, брат, стероидот те мотивира многу. Ај направи се Рони Колман. Не сакам. Ама не може, мислам не можеш. Многу е сакам. тешко. Процесот е невозможно исто е тоа, тежок. брат. Многу е тешко. Ако немаш брат. сетирана дисциплина и константност, со и Не без можеме хемија ние е- да збориме тука за Рони Колман и за билдерите од светот. Прво тука Да. пола од хемијата што влага е фейк. Значи взимаш Од кај знаеш? 100 грама. Во принцип гледам подкаст, имам и ја гости вако за различни сфери, за некои ствари сум информиран чисто онака. Ете ме прекина. Моабетот ми беше дека стигаат стероиди од Бугарија, стигаат стероиди од не знам каде, се случува од 3 капсули тестостерон, една да е фейк, Или не трите. зна- или трите, не знаеш што ставаш. Најверојатно И затоа ние во Македонија, како сега ако збориме за бодибилдинг како спорт, освен Зоран Колевски, ние немаме извадено билдер кој што е На светски рамки. светски рамки да изгледа билдер или физик варијанта што е подостапна за очите на луѓето. Томица Милушевски се презиваше. Томица Милушевски. Милушевски извади топ форма, добри резултати, меѓутоа Он е менс физик. Менс физик, ама и тоа не е тој менс физик кој што го гледаме ние во светот. Скрос ми беше друг муабетот за ништо не е лесно, сакам да кажам. Познавам луѓе што Секако треба, зема да. стероиди, а вежба по 20 склека пре. Ма не можеш да имаш резултати, брат. Знаеш, Јас се среќавам со многу луѓе што имаат отруено, а не набилдано тело. Тоа е најголемата жалост. Апсолутно. Значи, кој што има многу токсини од многу хемија, многу погрешна храна, многу вложил на погрешен начин, отруене, а нема форма. Тоа е пожално. Тоа е, ма. Има дечки што не се отруени, што не земале хемија како вас, изгледаат одлично и при тоа не им е тоа работа. И не даваат 200% фокус, него оптимално баланс ниво, како што збориме. Така да добро е, може и да дадеме една добра вака за крај, една добра ваша порака за младите. Па и за постарите се, не гледаат сите, така да една добра порака како да балансираат YouTube и живот и YouTube. фитнес. Добро, и TikTok, и Instagram, и Па све. ете, вашите содржини се интересни, како некој да го балансира сето тоа и од како да започне. Една порака до младите да дадеме. Чекај се, кога кажеш сака да започне со работа со YouTube? На кој начин? Сакаш јас да го почнам, ја го Сакам разбирам ти од да. прилика. Не го По кој сватив. правец? Или како да започне да се
води таков Имам едно живот. стори. Како да ги хендва тие работи? Си имам почнал тие да две? со рандом мисли на мојот Инстаграм профил, до 20 сум стигнат, имам една стори дека животот е многу едноставен. Прави го тоа што го сакаш, залюби се, тренирај, храни се здраво и све тоа врти го во круг. Поминува го времето со луѓе што ги сакаш, поминува го со позитивна енергија, немој да трошиш време на негативни мисли и едноставно ќе видиш како ти оди. Све поврзано со фитнесот е све поврзано и бизнисот, и фамилијата, и парите. Значи и здравието. Се тоа во еден склоп. Јас би предложил, нема да даеме ние са стручни совети тоа како ти да почнеш со YouTube. Ја би им предложил да пробаат сите овие работи да ги спојат. Кога почнеш бизнис, односно кога почнеш да работиш, ако почнеш да вежбаш, имаш повеќе енергија за да работиш. Кога почнеш да вежбаш, почнеш да мислиш позитивно, повеќе поминуваш време со твоите и попродуктивни работи правите. Значи во принцип фокусирајте се на тоа да почнете да вежбате, да се храните здраво. Ако не знаете што да работите, сте млади и животот е пред вас, сте изгубени, почнете било што. Затоа што најлошо е да седите дома во 4 зида, да чекате од небо да се деси нешто. Јас сум работел и шанкер, сум работел и фитнес тренер, све сум работел. Ништо не се случува случајно, све се случува со причина и со заслуга. Некогаш една секунда е битно да ве доведе до тоа што го сакате. Ова е битно да го кажам затоа што деца млади си од држава сакаат да се иселат веднаш. Мислат дека државата е за све крива, ја не се слагам со тоа, апсолутно да, системот е Општеството лош и го се прави тоа, ние. добро. Меѓутоа, ако тргнеме сами од себе и се фокусираме да правиме подобри нешта за себе, ќе го најдеме решението. Само директор на фирма не се станува од прв ден. Собствена фирма да изградиш не се станува од прв ден. Дело, како паки, не се стекнува од прв ден. Значи, дајте си време, верувајте во процесот и верувајте во себе. Све што сакав да кажам, ми кажа, значи се знаеме, ми ги зема и моите реплики. Не, тоа е, брат. Не, па тоа мислев и браво. Одлично кажа. Не би Прво и требало основно, најбитно е да не слушаш никој што ти збори у смисла, брат, тоа не може вака, не може така. Види, да не се повторам, све што кажа, ќе го кажам на различен начин. Апсолутно. Почнете со малце, еве за вежбањето конкретно, ако не знаете како почнете со малце, ама така и правилниот начин, направи 5 склека денес и тоа нека ти биде тренингот. Задоволи си го, дај му реворд на мозокот и така работи со све во животот. Почни со капачево, почни со ова, самото тело, самиот мозок ќе ти бара повеќе и повеќе и повеќе. Најди го тоа што сакаш да го правиш, фокусирај се и најбитно се не слушај што ти ја пунат главата. Ако ти мислиш дека треба нешто да направиш, направи го, оти никад нема да знаеш ако не го направиш. Ушто, има еден многу моќен збор. Кога се соочувате со омаловажување, навреди, недоверба, другарите ви кажат дека си глуп, ваков си, таков си, не вредиш, нема да успееш, зборат за вас, кажете им така е. Да, откако почнав да го Почекај, користам кажи. тоа, така е. Значи, така Многу е. ми се Што смееш, и да да. се каже, така е. Најбитно е што правите сами за себе. Така е. Така е. Апсолутно е така. Екипа, фала многу што гостувавте, што ме испочитувавте, што се Тама, дел од брат. Пак играм подкаст. Фала ти тебе што не викна, брат. Ја мислам дека добра екипа сме, нека кажат Чест ми гледачи. беше вака што еднаш ме викнале да зборам за здраво Мене нешто. беше Така? стварно. Конечно Па, да не биде реално- нешто плюкање, зборење, вака, така, што било, кога би било. Одлично, брат. Не знам, ја топ си Го помнам. споменав. Па реално мене ме потсеќате на креатори, вежбачи и убави позитивни дечки. Секој може да не опише на различен начин, ја така ве доживам, затоа Кога ве викнав. секој би не гледал со твоите очи, кај ќе ни биде крајот. Па реално таков впечаток сте ми оставиле. Верувам дека некој друг може би и за мене мисли погрешно или од негов аспект. Како Тоа кажавме? е Така е. нивно. Така е, Така да, е. Значи така е. крај, така е, така е. Така Ба, да. види, со оглед на тоа дека колку Саат сме, и 2 сата ни Не, поише од саат и пол. саат и пол. Како е да? Ми поминаа вака, значи Ја друго ќе кажав, ни предстои една убава година со Адастра. Ни предстои една година полна со предизвици, фитнес челенџи, нешто интересно спремаме и мислам дека ова нема да биде прво и последно гостување за оваа година. Се надам дека ќе не викнеш пак. Ќе направиме ше. И- Да ми дека у соработка ќе бидеме пак. Така е, Да. така Зборам е. као фитнес челенџи. И еве, мангупски YouTube сега момент. Кога гледате, сигурно повеќе од тоа што имате ставено subscribe, не заборавајте да му ставите subscribe и многу битно, јас многу сакам, ги потсеќам дека и мене, да оставите било каков коментар.
по завршување на ова видео, за самиот канал на Паки да расте, да се дигне, затоа што вакви совети, ја и денеска не бев многу паметни и Мандар, ама гледам дека има многу паметни гости и тоа што ни го дава Паки како едукација без пари е многу значајно, затоа поддржате го Паки. Знам дека трачот и драмите и тие работи се секојаш поинтересни заради сер да ги гледаме, меѓутоа ваква содржина треба на Македонија, како што бараме психолози да зборат за психичко здравје, еве го најдобриот човек во Македонија што може да ви збори за фитнес и за таква здравје. Кога сме више коментари, нека остават коментари дали сакаат повторно да не гледаат у тој состав нас тројца заедно со Адастра, да ги продолжиме челенџите што ги правевме Охрид, мислам дека пројдовме, мислам дека треба да го продолжиме тоа. Ете ви причина, ете ви што да остават у коментари, дали беше добро и дали сакате да не видите пак. Дечки, ве се кажа, ја нема што да кажам, уживам. Тоа е тоа, лайк, шер, субскрайб, фала ви на се, фала ви на одјавата, па се гледаме следна епизода. Чао, чао. Чао.